Добро вечер. Сабота 20:20 часот време е за вашето и наше дружење со гостите во мојата емисија ТВ интервју. Вечерва мои и ваши гости се двајца млади луѓе, непоправливи оптимисти и ентузијасти, создавачи и собственици на две сестрински фирми, Македонија Експорт и Македонија Консалтинг. Калин Бабушко и Петар Лазаров. Добро вечер и добродојдовте во телевизија Сонце. Добро вечер. Добро ве најдовме. Благодарност на поканата. Од кога сте заедно? Па, ова е веќе и приватно и службено прашање, претпоставувам, заради тоа што заедно сме многу одамна. Така. Ама службениот дел го почнавме од 2006-та. Нели, припремите 2005-та, а официјалниот дел го започнавме од 2006 година. Така. Гледачите знаат дека се познаваме одамна, но ај објаснете им од каде доаѓа таа ваша ведрина, оптимизам, постојано сте насмејани, постојано сте различни, ама секогаш сте идентични во ставови по сите прашања што ги поставуваат и животот и професијата. Па, дека сме, веројатно убавината кај нас е зашто и двајца сме различни. И пред било која работа да ја направиме, имаме многу длабоки дискусии. Конструктивни дискусии ги викаме тие. Не кавги, него конструктивни дискусии кои што веројатно водат до тоа секој проект или секоја работа која што ќе направиме да испадне таква како што е. Значи, до темел обработена, до темел изанализирана, колку можеме да изанализираме, колку не имаме колку ги имаме познавањето во тој момент и инвестираме доста долго време за планирање на било какви проекти. Лазаров, колку што ми е познато, вие не сте во генетска врска, нели? Најмалку. А имате и малку разлика во годините. Кој е помлад, кој е повозрасен? Ке кажеме кој е помлад или кој е помлад? Јас сум помлад. Ти си помладиот, добро. Ако може изгледам постаро, меѓутоа животот е. Ај кажете ми се вака, дали со вашиот пример можеби не сте размислувале на ова, но прашањето ми се наметнува дека функционирате добро затоа што во природата има еден закон кој вели се функционира ако е во пар. Солисти нема многу. Можно е тоа. Многу често ние што кажуваме. Видете, Калин тоа многу често го кажува, бидејќи се жене, ти си има жена. И он цело време сопруга и он цело време го споредува у суштина партнер, затоа што ја многу се согласувам. Вика, ја имам две жени. Едната жена ми е дома, едната жена ми е на работа. И во суштина сега ние мора да функционираме на тој начин, да се комплементираме на некој начин, значи буквално како што би функционирала една врска или сопруга, сопружници и така натаму. И нормално имаме компромиси, многу често јас попуштам, он попушта со цел да најдеме некако заедничко заеднички став да искочиме на крај. Од аспект на тоа што го кажавте, во природата се иде во пар, многу често и наши ни го кажуваат тоа, вика, уште сте заедно, уште функционирате заедно, како функционирате? Тоа прашање ви го поставуваат од причина што во Македонија партнерите често пати функционираат се додека не дојдат до големите пари. Кога ќе дојдат таму, почнуваат кавгите кои да земат поголем дел. Но ме интересира нешто. Само што сега од аспект на тоа додадаме, многу интересно, ние многу често го кажуваме тоа. Еве, јас ке зборам како Петар Лазаров, ја мислам дека во задните 7 години, колку што постои Македонија Експорт, и ни сите тие трни, препреки, сопки и така натаму, тежок пат, планини, езера, кои што сме го поминале, јас мислам дека јас сам да сум бил, мислам дека не би можел да го поминам тој пат во моментов каде да сме. Не знам, Калин, како се осеќа од таа страна? Нормално е дека ако имате една вреќа од 50 килограми да ја качите на водно, двајца ќе ја качат полесно отколку еден. Тоа е и многу е важен, мислам дека во тој пат како што беше поддршката што имавме еден кон друг, поготово во тие тешки моменти. Че се случуваше да во ред ние дека немаме се тешки моменти, меѓутоа првите неколку години беа драматични. И во секој случај стварно, значи јас кога ќе бев паднат, мотивацијски, емоционално, значи буквално секако. Он беше тој кој што ќе, ајде сега, еве го готово. Значи
идеме напред. Него ќе му се случише така, јас бев тој кој што ја поддржуваше работата. Вие сте Лонче и Капач, а? На некој начин. Или Кинг Јанг, што би рекла источната култура. Но интересно е да им кажеме на нашите гледачи пред да почнете приказната ваша заедничка Македонија експорт. Каде работите секој посебно? Каде мојот бекграунд или претходно работно искуство е во невладин сектор, но повеќе во тој економскиот дел и во амбасада имам работено, странска амбасада овдека во Македонија, пак нели поврзано со економскиот развој на економијата во Македонија. Пред да се најдеме нели со Петар и со некои наши различни и слични видувања во однос на тоа што фали овдека во Македонија, што треба да се направи и да ја започнеме нели приказната околу Македонија експорт. А неговото искуство е повеќе... Каже он кој да. Ајде Петар. Моето искуство е работев неколку години во маркетинг агенција, што таму стекнав некој искуство од аспект на маркетингот, потоа малку протрчав низ Рамстори, потоа во Сивус, една софтверска компанија, една од најголемите во Македонија, каде што една туку софтверска компанија. Софтверска компанија, да. И каде што таму ми беше интересно една друг сегмент од, да речеме, маркетингот, се запознавме нели со интернет маркетингот, она што се случува не во реалниот свет, туку во еден виртуелен свет. Така да тоа е некаков си пат и на крај нели за после тоа да направиме Македонија експорт. Многу млади луѓе сонува за такви некои комодитети, швајцарска амбасада, Сивус. Што беше причина да излезете од тие комодитети и да тргнете кон предизвикот на таа авантура наречена приватна иницијатива? Па кај мене предизвикот беше тоа што во сите тие работи во није момент не можеш да си го оствариш некој свој сон. Прво, сонот да направиш нешто повеќе од тоа што можеш да го направиш и што го бараат од тебе. А втората беше дека овдека во приватниот дел си сам свој газда. И ти сам го одредуваш моментот на работење, на неработење, на инволвирање на самиот себе си во одредени дејанија, така да кај мене најголем придонес имаше тој момент. Толку, значи во било која приватна фирма ти не можеш да бидеш сопственик, не можеш да бидеш и да сакаш некои работи да ги имплементираш, секогаш има некој кој што ќе ти каже дали е во неговата визија или мисија или нејзината визија и мисија, дали зависно нели е фирма на машко или на женско и едноставно се наоѓаш во еден затворен круг. Значи искачаш многу проекти каде што тие проекти не беа одобрени од причина не ми се допаѓа или не е добар овој проект сега да го направиме и така натаму. А ти мислиш дека е добар, а? Ја мислам дека е добро. Овдека сега веќе кога сме со Петар, има еден момент кај што нели претходно го напомена каде што ние длабински навлегуваме во некоја проблематика и разглабаме и тоа не значи дека многу проекти ние сме ги разговарали, многу проекти не се остварени, само заради тоа што сме заклучиле дека не треба. Дали е не е време во Македонија тоа да се имплементира тие проекти, дали ние немаме капацитет како Македонија експорт. Добро, али генерално што сакаме си правиме. Така да у своја фирма што сакаш си правиш. Мислам мислам дека тоа него често кажеме моментот на самореализација. Вајде сме осеќале дека и двајцата не сме реализирани. Во Сивус исто ти таму почувствува дека дојде до еден плафон па не можеш да се исправаш повеќе? Па знаете, повторно не нели моментот дека немало можност понекогаш и вака ме некој ќе ме прашаат некој проект ќе предложиш, ама ако газдата рече дека не му се допаѓа, ти ќе се фрустрираш. Тоа е во било која фирма. Да работите и во, не знам како да речеме, најмодерната, најубавата, не знам во Apple да работите, така кај што сите мислиме дека кој знае како е. Да. Јас сум сигурен дека еден тон луѓе не им се реализирани проектите или идеите или желбите или имаат одредени нели моменти каде што се лимитирани да дојдат до таа потполна самореализација и така натаму. Така да мислам дека нашиот најголем тој нели порив од внатре е од аспект на тоа што може да се направи, ние стварно на небото е границата, нели sky is the limit, од аспект на што може да се направи. Тоа е неограничено. А тоа не е ограничено. А рековте 2006 почнавте заедно. Да. Сега сме 2013. Убава година. Дали се уште сте на темелите или веќе изградивте нешто опипливо и достигнате некои височини?
Да, изградено е. Мислам дека далеку сме веќе, нели, од темелите. На крајот крајава, ако после 7 години се уште сме на темелите, веројатно треба да ставиме клучна врата. Да ставиме. Да, имаме веќе одредени проекти успешни направено позади нас, каде што можеме да се пофалиме со нив и се видливи више резултатите од тие проекти, така да бранот се дигне, што викаме ние, бранот се дигне, се треба да го само да успееме да го одржиме бранот и да сурфаме на. Да сурфаме. Сега сме у фаза на сурфање на бранот. И да видиме дека или ќе паднеме, ќе не прекрши бранот, или, нели, ќе си го извозиме до крај. Да, меѓутоа под брановите пливаат ајкули, внимавајте. Да. Добро, кажете ми вака сега, да се вратиме на некои почетоци. Какво беше чувството кога вашиот бизнис проект доби една од 5 награди на Фондацијата Македонија 2025? Тоа беше интересен момент. Перо повеќе беше таков поддржувач на таа проблематика. Но заедно го работевме бизнес планот и тоа е нешто што ствари го ставивме на хартија, веројатно благодарни треба да им бидеме на Фондацијата Македонија 2025, заради тоа што не натера, нели, да го ставиме тоа на хартија и да гледаме сега. Како прво вербално им го објаснивте или како? Не, имаше конкурс беше тоа. Ние генерално си имавме некој, нели, наш бизнис план, да кажеме, некои насоки како ќе развиваме фирмата, бидејќи ние од 2006 ја отворивме, од 2007 беше, нели, таа награда што ја добивме. Конкуриравме, имаше одреден, нели, бизнис планот како треба да изгледа, што треба да има и да содржи, и го испративме, ја пополнивме апликацијата, испративме. Најважно, јас мислам дека за тоа што беше имаше некоја финансиска надокнада, меѓутоа најважно нас ни беше дека некој го увидел, го примил, да речеме на некој начин, нешто и го поддржува на некој начин. Значи го обележал дека е добро, вреди да било каква награда или се награди или се, затоа кажав, паричната награда не ни беше толку важна колку на некој начин моралната, нели, награда, дека сепак во позадина на Македонија 2025 седат успешни, нели, македонци од диаспората, што се вика милионери. Значи, ако они увиделе дека нештото е добро, во секој случај тоа за нас беше во тој момент фантастичен резултат. Добро, од таа 2007 година, од добивањето на наградата, вашите контакти со Македонија, Фондацијата 2025 се уште живи или остана на таа награда? Да, мислам, си одржуваме, ние сега лани бевме, оваа година не успевме, бидејќи не можевме ниту ја, ниту кали не бевме тука во државата. Не успевме да идеме, меѓутоа лани си бевме на едниот инвестицијски форум. Поврзани сме, си имаме ментор, значи неколку години имавме ментор со кој што комунициравме. Сега, знаете како, и нивната активност тука во Македонија се поише се развива, да речеме, во минативе 2 години, така да очекуваме дека се поише само во иднина ќе ни се зајакнуваат тие врски и ќе можеме да, нели, да соработуваме повеќе заеднички на различни проекти. Имате информации дека они имаат нешто намера да финансираат некои поголеми проекти во Македонија? Да. У текст сме за тие работи дека имаат они инвестицијски фонд ќе се создава, баш беше ли промовиран на последниот состанок што го има во Охрид, така да ние сме во, нели, во комуникација со луѓето кои што се влезени, со некои од луѓето, нели, кои што се влезени во тој фонд и сме ги знаеме што работат. Ако има нешто што е податно за јавноста, колку ќе биде вредноста на тој фонд, износот на тој фонд? Не знам, се шпекулира цело време, што тие информации ги добивме од медиуми и од лични контакти што ги имавме со луѓе од некои банки, од инвестицијски куќи дека во Македонија, ама никој не може да каже колку ќе биде колку. Да, дури не знам ни они самите, бидејќи се вајде они имаат некаква цел да постигнат, меѓутоа колку тие ќе реализираат, бидејќи они собираат пари од диаспората, нели, од македонците што се надвор, и од некои инвестицијски фондови кои што се веќе во Македонија, кои што би сакале да се вклучат во тој фонд, така да стварно ја немам. Веројатно тоа ќе оди во соработка со владата, па сигурно, може би и владата ќе допринесе со некако. Тие податоци вам се уште не ви се познати, нели? Па не, заради тоа што, како што кажа Петар, се шпекулираше дека ќе имаат, не знам, 5-6 милиони, па после тоа стигнаа до 100, па после тоа се враќа назад. Десетина нешто беше. Да, цело време е натико дај ми го, ама знам дека многу брзо рекоа дека ќе го почнат за да може да се
веројатно тој скептицизам како што е моментално што го разговараме да се разбие и да се преде во оптимизам. Во оптимизам, да. Што беше содржината на тој проект? Се сеќавате 2007 што доби награда? Тоа е бизнис план Македонија Експорт? Не, нашиот бизнис план беше Македонија Експорт. Македонија Експорт, со тоа што нели сите имаат бизнис план од 5 години, ние направивме за 15 години направивме бизнис план. Не, добро, тоа беа нели пак си се тоа, не се тоа некои детали да речеме, меѓутоа генерални насоки. Да. Каде ние сакаме да го развиваме бизнисот во следните 15-20 години. И што пишуваше во резимето на крај? Каде ја гледате Македонија Експорт после 15 години? Интернационална фирма Македонија Експорт. И? Во представништва во неколку земји. Ќе биде таму сигурно. Да. Тоа да ви кажеме, тоа е многу интересно и тоа на сите им го кажуваме и се фалиме со тоа. Да ви го покажеме бизнис планот од 2006. Тој ги содржи истите точки кои што сега 2013 ги имаме направено, све си е тоа. Значи буквално не сме искочиле од тој бизнис план. Значи го потврдува тоа направило само луѓе што планираат стигнуваат до успех. 100%. Да, многу ајде тоа да не кажеме нели дека само, меѓутоа многу полесно ќе се стигне во секој случај. Ајде се за гледачите да им објасниме, бидејќи мнозинството приватни бизнисмени во Македонија, оние што не ствараат директно нови вредности, работат по принципот купи-продај, нели? Трговија. Ама вие не сте таква фирма. Немате шлепер, не знам, цемент, па сте го продале ваму и нешто слично, но каде ги наоѓате финансискиот и другите интереси од кои ги задоволувате вашите економски потреби? Све од сопствен джеб. Не, од сопствени проекти, значи реализација на сопствени. Значи од ваши проекти. Значи, како ги валоризирате тие во однос на финансискиот инпут? Во кој смисол? Па, например, имате проект кој треба да се валоризира на пазарот, без разлика дали е тоа знаење, хартија или шајки, и треба да го изнесете на пазарот и да го валоризирате финансиски. Потешко го се валоризира таа работа? Па, на почетокот, затоа кажав дека све е од наш, заради тоа што од самиот почеток Македонија Експорт е поддржана од нас двајца, значи финансиски. Се додека имаме момент не успеавме да докажеме на бизнис секторот во Македонија што е Македонија Експорт, кои се Петер и Калин, што работат и тие луѓе во тимот на Македонија Експорт и да почнуваме полека да ги наплаќаме тие услуги кои што ние ги нудиме. А тие се дали се консалтинг услуги, дали се развивање на брендови, дали се услуги во однос на извоз на македонски производ, што ние самото име и кажуваме, нели Македонија Експорт е фирма која што извезува. Генералната цел наша е Македонија импорт, туку Македонија Експорт. Генералната цел. Нас кога ни се јават странци за да им помогнеме околу увоз на македонски производ, на странски производ на македонскиот пазар, ние им кажуваме дека може да сидете во Стомбовска комора, сидете, може да им помогнеме ако сакаат да си најдат дистрибутери овдека, ама ние не се занимаваме со таа проблематика. Ние можеме да станеме ако некој побара нивното око и уво овдека во Македонија, че бидеме некој си представници нивно, ама дека ќе се занимаваме да ја и Петар, односно Македонија Експорт увезува, па да идеме на царини, па да после ги продаваме овдека, па да се занимаваме со наплати, така натака, тоа не е нашата идеја. Нашата идеја е да им помогнеме на македонските компании да се развиваат на два начини. Дали ќе биде едниот начин со развој на нивниот бизнис, значи преку Македонија Консалтинг, или да се развијат некакви нивни брендови кои што после тоа понатака, дали сами или во соработка со Македонија Експорт ќе ги продаваат на македонскиот и иностранскиот пазар. Конкретно, кои брендови, например, успеавте да ги развиете и кои брендови станаа препознатливи на пазарот, како во Македонија, така и надвор? Па, имаме неколку бренда кои што ги имаме развиено, но како најпознат на македонската јавност, заради тоа што и тој е, да кажеме... Добро, нашето чедо. Чедо, да наречеме, тоа е Мамас, линијата на домашни производи според македонски рецепти, кој што го направивме во соработка со трговопродуктот од Струмица, каде што направивме, што би рекол еден американец кој што беше кај нас во канцеларија, вика природен брак имаме направено, односно ги споивме на некој начин експертизите кои што двете компании ги имаат. Од една страна маркетинг и продажба, од друга страна производство и продажба и поддршка финансиска и така натака. Значи направивме еден заеднички проект
кој што се вика Мамас и кој што успешно се етаблира на македонскиот и на светскиот пазар. Тој проект Мамас, колку што ми е познато во Македонија, беше присутен, но сега гледам нешто го нема. Колку е Мамас присутен на македонскиот пазар, а колку од производите на Мамас одат надвор, односно сооднос од пласман на македонскиот пазар и пласман на странските пазари? Па, дека не е присутен на македонскиот пазар, тоа ми е малку чудно, тоа што присутен на македонскиот пазар. Може би не е во сите, да речеме, места каде што може да се најде продажни, меѓутоа тоа па не е стратегија. Значи стратегијата од аспект на и колку се нашите можности во Македонија и така натаму, видовме дека производот само во еден сегмент, значи ние го промовираме. Не ни е целта да го направиме комерцијален и достапен нормално секаде, бидејќи е за најширока потребителска, бидејќи сепак Мамас зафаќа еден, да речеме, премиум сегмент, да кажеме, каде што не ни е целта да бидеме во секоја продавница. А од друг аспект па, идејата е дека нас ни е 5-10% пазарот во Македонија, така да 90% и повеќе ни е надвор. Колку е износот на физичкиот обем на тргопродукт на брендот Мамас, односно физичкото производство колку е? Во вкупното производство на тргопродукт. Па не знам, таа информација мислам, а и не знам колку е. Различни производи има. Да, значи цела они се програма. специализирани во конзервна индустрија, тргопродукт е фирма која што работи више 20 години работи у таа проблематика, така да и они работат приватни брендови за голем број на трговски марки и во принцип ова е, нели, ние го почнуваме овој проектот околу Мамас и го гледаме делот на Мамас и како полека да почнуваме да ги освојуваме тие светски пазари. Значи присутни сме во Австралија, во Канада, скандинавските земји, Англија, Русија сме присутни, регионот, регионот не го спомнувам заради тоа што во принцип тие производи сме познати ние како македонци. Дестинации што сега ги кажа се дестинации од светско значење, успева ли тргопродукт да ги задоволи сите барања? Да. Мамас ги задоволува сите барања затоа што тоа што и Петар го кажа. Значи нашето производство е така оптимизирано да еве ние на пример сега пред некое време влеговме во Босна и Херцеговина на тој пазар. Значи беше долги проговори, неколку пати бевме таму. Идејата значи не е по секоја цена да се влезе на некој пазар. Значи се прави стратегија, значи Мамас има собствена стратегија, кај сака да биде во следните 10-15 години и се прави посебна стратегија по земја како ќе навлеземе. Значи на пример за Америка ние додека него добивме таа дозвола од Food and Drug Association, што е владината организација, не сакавме да влеземе воопшто на америчкиот пазар. Значи не дека иако има можност. Иако има можност. Значи многу фирми се таму присутни без да ги имаат тие одобрени. Сакам да кажам дека Мамас е заштитен, во Женева е заштитен, брендот е заштитен. Значи кој сака во светот да направи Мамас производи, ние можеме слободно да го тужиме. Значи во 3 категории ние сме заштитени. Сакам да кажам дека навлеговме како што треба да се работи. Претходно работевме година дена на стратегијата, како ќе се позиционираме, кои производи ќе ги правиме, што ќе правиме, како ќе го наречеме името на брендот, дали ќе биде вака, дали ќе биде онака, па исправивме фокус истражување меѓу луѓето и така натака и така натака. Значи, колку време и пари потрошите во тие истражувања за да утврдите стратегија за пласман на Мамас? Времето нели е пари, така да веројатно многу пари се инвестирани во тој дел, но од прилика година дена ја правевме таа стратегија, иако ако се земе се на се, на пример година дена беше работено дали од аспект на стратешки или од аспект на производство. Бидејќи ние не можеме да ги одвоиме тие две работи, значи моравме да видиме производството, да направиме врвен производ, што и мислиме дека тоа го постигнавме. Бидејќи вие имате маркетинг стратегија, супер е тоа, може да биде најубавата, најдобрата, меѓутоа ако имате лош производ, џабе ви. Тоа ќе биде само еднократен успех и толку. Значи ние можеме тие две работи да ги усогласиме. И многу често што знаеме да го кажеме, ние викаме во 2010 го лансиравме Мамас, меѓутоа во 2009 ние уште првата тура на производ ја направивме, ја пробавме, не бевме задоволни, па чекавме цела година, бидејќи производството на ајвар и таа програма нели која што ние ја промовираме е многу сериозна, многу
тешка за имплементација, бидејќи ние имаме само 2 месеци за производство. И во суштина ние сите планови 10 месеци за консумација. 10 месеци за конзумација и 10 месеци за продажба, 10 месеци за наплата. Значи се случува, да кажеме, меѓутоа целиот фокус, целата макотрпна работа највеќе се случува во тие 2 месеци. Па и од аспект на производство и од аспект на продажба. Информација МАМАС до каде ќе се развива? Дали ќе го преплави светскиот пазар или нема толкови капацитети? За капацитет немаме проблеми за капацитет. Тоа се само фами кои што се зборуваат овдека во Македонија, дека македонските производители немаат капацитети, него имаме капацитети за тоа што сме го зацртали. Оптимизирање. Значи, тоа што ние го имаме зацртано, имаме капацитет сигурно и по-полека си го тераме нашиот пат и полека но сигурно. Задоволни сме во однос на таа проблематика. Па знаете што ме интересира? МАМА се уште една потврда на Македонија експорт дека само квалитетот успева. Значи Македонија експорт нуди квалитетни производи или квалитетни услуги. Да. И тука треба да ги разграничиме некои работи дека се што е неквалитетно е краткорочно и има успех на краткорочен пат. Кратки патеки. Така да, ако сакаме да ги работите краткорочно, тогаш можеме да направиме неквалитетни работи и стварно ќе се успее. Дали тоа е во градежништво, дали тоа е во конзервна индустрија, дали е тоа во консалтинг услуги и така натака. Значи ние консалтинг делот на пример со голем број на фирми сме влезени и работиме со нив. Ние после тоа кога ќе направиме стратегијата про боно што се вика, значи од мене и од Петар и од нашите колеги, идеме со фирмите и работиме на имплементацијата на тие стратегии. Што обично знаеме дека тие стратегии фиока некоја, него ние ги тераме да избадат таа стратегија од фиока заради тоа што сме работеле. Ако ништо друго се работи за нашиот ваш труд, да. Кој што сакаме да биде. Само би се надоврзал ова на макроекономско, дека го спомна ти во кој сегмент, меѓутоа на макроекономско, кога земе целава држава Македонија, кај ни е нашиот најголем проблем. Не произведуваме квалитетни производи. Ние немаме квалитетни производи. И тоа е лажга. Мислам, видите, ние од 2006 нашиот старт беше со тоа што баш се шалиме, викаме се како не знаевме, тогаш може немаше да влеземе во оваква авантура. Нашиот став беше дека ние имаме фантастични производи во Македонија, меѓутоа немаме маркетинг и продажни луѓе кои што знаат тоа да го нели спакуваат напред. И верувајте дека проблемот искочи еден чекор наназад. Ние немаме производ. И до кое сознание дојдовте? Дека немаме производ. Немаме што да спакуваме. Ние ќе земеме производ, да, окей, да го наречеме, ќе го спакуваме најфантастично. Што ако? Кога е празно внатре. Кога е празно внатре шупливо. И автоматски во суштина тоа се реплицира на сите аспекти од работењето во Македонија. Заров, ова што сега ти го спомнам, мислам треба една цела емисија да се посвети зошто Македонија нема квалитетни производи. Да, и се да се враќаме наназад. Да. Што кога збориме ние само дополнително нова, кога збориме ние за квалитет, правиме муабет за од секој аспект квалитет. Значи производ, менаџмент, комуникација со клиенти, однос со клиенти, значи комуникација со партнери, значи ние да кажеме во Македонија експорт ние тоа цело време го збориме, ние немаме клиенти, ние имаме партнери. И цело време го гледаме партнери, работиме партнерски, така да апропо тој предиска муабе што го збореше Петар, значи дека имам две сопруги ги имам, него ги имаме милиарда сопруги ги имам со кои што цело време комуницираме. Ама така е, значи ние мораме да бидеме натего дај го и да биде некој си компромис и така натаму. Компромис убав. Значи ние ако ништо друго со некои луѓе со кои што сме започнале 2006 година, кои што ништо не сме направиле, и денеска знаеме ја или Петар, значи кога им се јавиме што правите, добри, недобри и така натаму. Тоа за жал во Македонија, прочитате било која книга, да прашате било кого, ќе ви каже, го знам ја тоа. Го знаеш. Добро, одиме натаму затоа што времево да не згази. Сеќавам дека на вашиот веб портал едно време имаше еден линк намали внатрешен долг. Што значеше тоа? Намали внатрешен долг беше една интересна, уствари, се уште не се откажуваме ни од тоа, значи една интересна авантура која што започнаме 2008-2009. Многу интересно искочи од идејата се роди од потреба на некој начин, односно оперативно она што ни се случи нас или што ни се случуваше во тој период. Што беше? Че ние имавме 3-4 наши соработници кои што наеднаш
ние им должевме на едните, ама другиве нас ни должеа. Па убацивме уште двајца партнери кои што може да си се најдат со производители кои што си должеле меѓусебно и во суштина ние вржавме 4-5 фирми наместо да ние извадиме живи пари и да го платиме нашиот долг, ние во суштина си го искомпензиравме сите долги меѓу себе. И во суштина тоа ни се случи, значи реална ситуација. И со Калин баш размислувавме, викаме, ова би било супер ако може замисли да се стави на едно национално ниво, да се стави во еден алгоритам, некој мозок кој што тоа ќе може, значи, да го работи на национално ниво со сите 60.000 активни, тогаш беше, сега не знам, мислам дека слична е бројката, 60.000 активни фирми. И во суштина ние работевме, значи година дена работевме, значи имавме свој тим кој што ние го, значи заеднички времето им, парите, сето тоа, значи кој што го направивме од наш собствен джеб, значи немаше никакви, да речеме, донации или помош или поддршка, го направивме тоа и го понудивме на, значи, таков алгоритам, таков систем кој што ќе прави мултилатерална компензација. Значи, каде оној вицот со 100 евра на К15, нели како што е скеч. Скечот, да, скечот кој што беше нели на К15 со 100 евра како идат, во суштина намали внатрешен долг е тој скеч. Само на едно многу посериозно и на едно многу по нели високо ниво. И имаше ли пријави на тој ваш линк луѓе што Имаше пријави, значи ние што направивме? Ние го направивме како решение тоа и го понудивме бесплатно на македонската јавност. И им викавме фирми, повелете, ние работиме година дена, ви го направивме ова, сега ваше е тоа нели да го полните базенот. Имавме фирми, значи имавме неколку стотина фирми кои што беа влезени во самиот систем. Меѓутоа проблемот беше што ние направивме некоја математика, мислевме дека треба да има некои 1000-1500, значи компании кои што ќе влезат со цел за да веќе тие се поврзат, да се најде поврзаноста помеѓу фирмите. Зашто идејата на тој систем е без разлика дали од кој град си фирмата да те најде, да те поврзе до 10-то ниво. Значи можеше до 10 фирми да ги поврзе една до друга и според најмал заеднички содржател, односно најмалата сума, испрак информација дека овие 7 фирми, овие 8 фирми, овие 10 фирми може да ја компензираат оваа минимална сума. Меѓутоа проблемот беше што ние толку имавме сила, немавме, се обративме до сите институции, се обративме нели и до коморите и до медиумите и така натаму кои што требаше едноставно да бидат наши партнери. Се обративме, меѓутоа знаете како е, тоа беше за приватниот сектор, ова беше за приватен сектор, не беше вмешана државата. Бидејќи она си има своји други политики, така да ние воопшто овој систем беше наменет само за 60.000 активни приватни фирми. Најверојатно они не го видоа тогаш како нели потенцијал, како можност, интерес од нивен аспект за да се прави нешто за нели фирмите и не најдовме на некој кој си заеднички јазик и не успеавме тој проект да го избуткаме. Но сепак како што кажав, не викам тоа беше, него е уште една авантура затоа што уште ние веруваме во тој проект и сериозно сметаме дека еден убав сончев ден, кога ние ќе закрепнеме и финансиски со тим и со се, ние сепак повторно ќе го лансираме тој проект. Кога зборуваме за ова, меморијата ме враќа во оној претходниот систем. Бидејќи малку подолго паметам, се сеќавам дека тогаш имаше закон за задолжителна мултилатерална компензација. И тоа државата го спроведуваше по сила на закон. Дали имате простор да се обратите до владата да со незина соработка со Министерството ова се протурка и да се реши таа презадолженост, сите секој должи, а никој нема пари. Знаете како, кога почнавме овој проект, сфативме ствари дека не викам дека државата не треба да има инволвирана, ама ако ние тројца овдека како приватни собственици на приватни фирми се должиме меѓу себе, државата
не треба да има никаква улога меѓу нас. Нема логика да има улога. Не би требало. Значи тоа што вие ми немате мене платено или јас на вас ви немам платено, тоа не е проблем на државата, него тоа е некој момент каде што прво зашто не сме потпишале договор. Во тој договор да се стави извршна клаузула. Ако не ми платиш за 30 дена колку што стои во фактурата или 50 дена, не е битно. Значи можеме се договорим за 30 дена унапред плаќање, имаш одреден попуст така и така. Тоа што не сме го платиле или ја не сум го платил на вас од 2009 година, денеска сме 2013 година, што тука државата? Судскиот систем да може се ајке треба, ако требаме некој да кривиме, што ние во принцип сакаме како приватњаци секој сакаме да окривиме некој друг да окривиме, иако ја и Петар и вие си должиме меѓу себе, државата ќе ни биде крива или судскиот систем не е крива. Да ние седнеме овдека на маса да се договориме да си ја збркаме работата. Сега, може државата да помогне во смисла на промовирање на овој концепт, бидејќи со тоа ќе се олабави малку стопанството, ќе се олабави заради тоа што знаете како проблемот е дека ние направивме големи да се надоврзаме тоа што Петар го кажа, година дена покрај тоа што го правевме тој алгоритам и таа беа внесени луѓе од IT секторот, ние правевме фокус истражување. Значи дојавме до информација дека стопанствениците знаат да се фалат колку имаат побарувања, ама не сака да се пофали ни еден момент колку имаат долгови и ние природно е човекот да се фали со она што му е позитивно, со негативното. Значи ние затоа и го ставивме тој момент го ставивме како приоритетен дека они ќе се фалат на самиот веб портал. Значи беше со скриени моменти и така натака. Сакам да кажам дека свативме уствари дека затоа и тоа преско кажав дека во еден момент свативме дека луѓето приватниците сака да ја крива државата заради овие долгови и рековме не викам мајка тргнеме државата во еден момент и година дена ќе го правиме проектот меѓустопанскиот сектор, па после тоа ќе ја повикаме државата да дојде и она да дојде да биде дел од ова приказна. На маса овдека има една книга, почитувани гледачи, ова веројатно може да го видите, Tip of the Week. Ова е книга мојот прирачник за личен и за професионален развој. Овие гости Калин Бабушко и Петар Лазаров се подпишани дека се автори на оваа книга. Зашто станува збор? Ова е еден проект кој што е започнат во далечната 2009 година, каде што почнавме и Петар да издаваме неделни совети. Но пред да почнеме да ги издаваме тие неделни совети, правевме на истражување повторно нели ја и он во однос на тоа први ние добивавме неделни, месечни, дневни цело време уште добиваме совети од разни странски консултанти, врвни експерти од оваа и од онаа област, ама претечено беше во маркетинг и продажба, беше заради тоа што тоа е нашата специјалност, нели? И почнеме да гледаме да истражуваме дали во Македонија постои нешто такво. И сватиме дека во Македонија нема. Значи некој кој што го прави тоа што во странство се прави многу често. И второ, значи ај го решивме тој проблем. После тоа вториот проблем беше која тема да избереме, дали да избереме тоа што ја и он го знаеме и зашто знаеме, зашто направивме Македонија експерт, маркетинг и продажба, или да опфаќаме други теми, нели секојдневни теми. Па сватиме ствари дека ако збориме само за маркетинг и продажба на македонскиот народ, можеме да бидеме многу досадни, па затоа реков мајке зголемиме малку оваа лепезата на понуди. Лепезата на понуди. Па третото прашање беше нели од кај ќе црпиме информации, дали тоа ќе бидат наши лични информации, дали ќе бидат некои што вие ќе ни ги кажете така натака. Но дојавме до момент дека фокусот да ни бидат наши, значи дневни, неделни или месечни работи кои што ни се имаат случајно и да ги сплотиме во еден теоретски дел и да ги пуштиме на луѓето или да биде некоја си проблематика која што на некого му се има случајно пред се кај нас во канцеларија, наши пријатели, наши соработници и така натака. Секојдневни случаи. Че буквално што ни се случуваат во деловното обкружување. Јасно. Лазаров, чув еден податок, па ви молел на гледачите да им објасниш. Точно е дека пред промоцијата сте продале 500 примероци? Да, ние и Ден Браун. Значи
Така ни кажа од една издавачка куќа, ни рекоа, вика, само Ден Браун продавал, вика, пред да искочи изданието. Па викаме, значи, ние и Ден Браун сме, значи, исти. Кодот на Да Винчи. Кодот на Да Винчи. Да, тоа беше една интересна, еден интересен факт. Па знаете како, тоа ни беше доказ, бидејќи ние од 2009, како што кажа Калин, почнавме да ги пишуваме тие совети, секој четврток, и дали било Нова година, дали било Бајрам, дали било, значи, било кој празник, делник и така натаму, ние во четврток од 2009, сега го пуштивме 202-иот, значи, неделен совет, го дистрибуираме бесплатно до една сериозна дата база на имейл адреси, контакти наши. Од тогаш ние мислам, нели, како што ги развивавме, дојдовме сега оваа минатата година да направиме еден прирачник, тоа е овој прирачник, нели, кој што направивме сублимација на првите 50 обработени, средени, скратени текстови и така натаму, нели, едитирани, малце подобрени, и издадовме, вадиме книга. Многу беше интересно затоа што ние секојдневно, секоја недела во суштина, не секојдневно, меѓутоа секоја недела кога ќе го издадеме некој неделен совет, обавезно имаме по неколку луѓе ни пишуваат, ледечки, супер се текстовите, фидбек, да. Некои не критикуваат, лоши се, вакви се, што ние све прифаќаме, нормално, не може ние да не сакаме, нели мислиме дека сите ќе се сложат, нели, со она што ние го мислиме, дека се пак ова се наши авторски текстови у комбинација со, нели, други некои перспективи, меѓутоа сепак тоа е наша перспектива. Можеби вие нема се сложите со некои текстовите, можеби ќе се сложите и така натаму. Така да, кога издадовме книгата, како успеавме, да. И па сакам да кажам од аспект зашто почнав, нели, преку Ѓорче. Работата беше што на некој начин ние верувавме дека имаме добар производ, кој што веќе на некој начин е познат помеѓу фирмите. Начинот на промоција и продажба на самиот прирачник е генерално преку фирми. Значи ние го нудиме на фирмите и им кажуваме на фирмите почитувани, еве, ова ви е еден едукативен материјал, преведен на македонски, значи не е од англиска литература, не е стручна некоја литература, него од македонци, од двајца македонци, кои што ги кажуваат своите лични искуства, своите лични ставови, испреплетени нормално со искуствата на други луѓе. И менаџерите веруваа во тој концепт, веруваат во нас, значи бидејќи докажано беше што они пред да ја видат книгата, они набавија за своите вработени. Значи на тој начин ние успеавме да го, нели, успееме да, нели, реализираме такви продажби. Самата промоција беше, така да кажам, еден културен перформанс. Невообичаена и сосема различна од она што е традиција за промовирање на книги. Чива идеја беше да се случи тоа? Кога беше? На 24 октомври? 24. На 200-тиот неделен совет. Малата сцена на универзалната сала, така беше? Да. И чива идеја беше да биде и со музика и со... Кога ќе сретнете двајца млади, секогаш ведри и насмеани, полни со елан и оптимизам, толку различни, но со идентични ставови по сите прашања што ги поставуваат животот и професијата, ќе се прашате како е можно двајца што не се ни во најмала генетска врска да имаат толку идентични ставови, мислења и резултати. Тоа се двајцата основачи и сосвеници на фирмата Македонија Експорт, Петар Лазаров и Калин Бабушко. Тие денес напладне на малата сцена во универзалната сала на невообичаен начин ја представија нивната книга Совет на неделата Tip of the Week. Оваа книга не е тоа во вистинска смисла на зборот, затоа што самите автори ја дефинираат како прирачник за личен и професионален развој. Во Македонија ова е прв реализиран проект од ваков вид и тој уште пред официјалното појавување во јавноста е продаден во над 500 примероци и тоа кај фирми чии главни менаџери однапред сфатиле дека тоа е најдобра лектира за нивните вработени. Ни треба 3 години во суштина да ние малце се калибрираме. Да во суштина малце добиеме осет како се пишува, што се пишува. Првите текстови мораме да ви признаеме, кога ги прочитавме, сега кога се навративме, си изнасмеавме. Значи, тоа беше... Али добро! Значи, ние го гледаме тоа да спекна позитивно за нас, дека сме се втурнале во нешто ново, непознато. Совет на неделата или Tip of the Week може да се купи во книжаниците за само 100 денари. И чива идеја беше да биде и со музика и со... Негова идеја.
Добро, ама заедничко е тоа. Знаете од кај потекнуваат сите? Можеби не знам, можеби се дале, меѓутоа тука имавме ни кореографот наш, значи учествувавме сите, се собравме, реков мај се. Кореографот ваш имате, баш кореограф? Нашиот, па нели перформансот кој што го изведуваше Давор, во секој случај он ни беше као на некој начин креативен директор. Значи, знаете од кај потекнува? Сето тоа потекнува првично од нашата, ако ја видите, суштината, ДНК-то на Македонија експорт е да бидеме различни. И да бидеме нестандардни, да бидеме уникатни. Не затоа што така сакаме, него затоа што тоа е нешто кое што те прави, нели, те одвојува од другите, те одвојува од конкуренцијата, каде што можеш да направиш некаков чекор напред. Нашата цел е да ги поместиме стандардите во Македонија, тоа е едната цел. Втората цел е, нели, да успевам. И тоа го имаме направени во неколку аспекти. Од аспект на МАМАС поместивме цела категорија од таа гранка на прехрана, на конзервна индустрија. Значи, од аспект на издаваштво, исто така правиме и се, ова е тек почеток на ова книжуре кое што, нели, имаме некакви успеси, сега се горди сме на тоа, меѓутоа ние очекуваме со ова сериозни поместувања во издавачката дејност. Пак ќе видиме дека ќе стигне. Да се надоврзам на неговото и на вашето прашање во однос на перформансот, нели, околу промоцијата. Само, значи, од 2009 година ова е нешто необично во Македонија. Значи, тоа што Петар Преска кажа, различни сме од другите. За жал, во Македонија, ако има некој мејнстрим или патот на слоновите, ние гледаме да водиме и да одиме некој пат кој што цел свет го води. Што само така веројатно може да се успее. Значи, самиот овој проект на Tip of the Week, што е и одлика на некој си начин на Македонија експорт, е 360 степени иновативен проект од секој аспект. Значи, ние, ја тоа цело време го кажам, од самиот почеток, значи 2009 година, кога почнавме првиот Tip of the Week, имаше голем број на наши пријатели кои што ни вика, што правите глупости, што правите, што ни спамирате со такви мейлови, да денеска Tip of the Week го добиваат преку 20.000 читатели го добиваат. Значи, тоа е првиот момент. Вториот момент е каде што имате, кога дојдовме до моментот на книгата, кога дојдовме до дизајнерот, да му кажеме дека треба да биде приречник, не книга во која што ќе имате момент, нели, сега дека секој Tip of the Week завршува најважно за мене со моливче и така натака. Илустрација, он викаше, чекај, проблем. И сега му викам, ти само кажи што треба од твоја страна, колку време ти треба и ние сакаме тоа да го направиме. Значи, тоа е еден момент каде што ви имате дизајнерот ви кажува дека не проблем имам, ама го преминавме тој проблем. После тоа дојдовме вториот момент беше кај печатницата и така натака. Значи, затоа сите тие ние претходно пред да го направиме ова чудо што викаме или ова второ бебе, отидовме во книжари да видиме дали има вакви книги, нема вакви книги, што е од книгите од оваа проблематика, бизнис, секојдневие и така натака. Психологија, дали какви изгледат книгите. Мислам, тоа го ќе видите, тоа е цело време И дали ова беше она ваша одлика дека секогаш сакате да бидете различни од другите и оригинални? Сега тука има едно прашање, дали ние сме различни? Значи, дали ние сме различни или се другите различни? Или средината е еднолична? Или затоа нели се наврти повторно на тоа прашање заради тоа што пак ќе кажам, ова е 100% квалитетен производ. Значи, од секој аспект са горе, што вика Перо, што вика 350 грамски кунзрук, па лакована, па бигована, па ти реков ексклузивен, значи релјефни букви, и така натака, кој што ние во моментов сме у преговори со човека што сака да идеме полека да ги скачаме на европски пазар. Значи, да го преведеме ова, па да го однесеме таму и така натака и така натака. Значи, тоа е сакам да кажам дека и затоа и самата промоција, значи да, нас не беше лесно, можевме да седнеме ја и Петар да седнеме на масичка, да седнеме да си направиме муабет, фала многу што дојдовте, да ви доаѓа пријатно него. Ова први основно не е книга, ова е приречник, ова е нешто сосема различно од тоа што постои на македонскиот пазар. Така да, сакал не сакал, ти мораш да го промоцијата да ја прилагодиш на самиот концепт, да го прилагодиш на карактерот на книгата, значи не може да направиш нешто. Дали имате амбиција со Tip of the Week да постигнете успех како со МАМАС исто? Да. Видите, тоа е у суштина, ние кога размислуваме, ние никогаш не размислуваме за 2 милиони пазар. Ако размислуваме за 2 милиони пазар, стај клучна фирма. Ние размислуваме за 7 милиарди пазар. И сега кога го правиме ова, не знаеме дали ќе стигне ова негде.
Не интересира. Супер, да се трудиме. Еве Калин како што кажа, веќе сме во преговори со еден наш соработник, партнер кој што сака да не застапува на европски пазар. Видел интересен момент во книгата, мисли дека би можело да се најде пазар и надвор. Ние уште ден број 1 не ни беше целта Македонија. Супер, ако стигнеме некакви фантастични резултати во Македонија би било супер. Меѓутоа нас не првично да искочиме во регионот, ако им, нели, дај Боже да искочиме и понатам. Значи, ние секогаш гледаме да направиме производ кој што ќе биде светски прифатен. Мамас исто е производ кој што е светски прифатен. Ние мораме да размислуваме, да, можеби Мамас е сега, да речеме, повеќе во регионот, повеќе во ние балкански продавници во светот и така натаму. Меѓутоа, ние го гледаме Мамас на полица во Менхетан, во Холивуд. Таму го гледаме, како го јаде Анџелина Џоли и Бред Пит. Ние таму го гледаме. Нешто била со здравието баш нејавна. Туку на во вашето портфолио сретнав еден термин што не ми беше јасен, а верувам и на гледачите ќе им биде интересно да го објасните. Што значи one stop shop? На англиски не знам колку бев точно го изговорам. One Stop Shop значи дека компанија која дојде кај нас може да ги добие сите услуги од едно место. Поврзани, нели, во проблематиката која што ние ја располагаме, значи маркетингот и продажбата. И идејата на околу One Stop Shop-от него е се уште каде што на фирмите им го нудиме тоа преска што го спомнав за македонските фирми. Значи, кога разговараме со нив, дали сакате да направиме само стратегија, дали сакате да направиме стратегија со имплементација, дали сакате стратегија, имплементација и градење на архитектура на бренд и така натаму и така натаму. Тоа се некои услови кои што им го кажу на македонските компании, а на странските компании да кажеме можеме да им понудиме да бидеме, да им направиме момент каде што ќе направиме истражување на пазарот, дали имаат потреба или немаат потреба. Неодамно имавме на такво истражување, сакаше фирма од Иран да влегува на македонскиот пазар за чорапи. Значи ние направивме истражување, не викнаа нас, што тоа значи, нели, пазарот на текстилна индустрија специфично за чорапите, дали има место, дали нема место, Косово, Србија и така натака и така натака. Направивме истражување и дававме некои моменти. Сега сме моментално во преговори да почнеме момент на наоѓање на нивен партнеров дека во Македонија, кој што би можело да биде одговорен за Македонија, Србија, Косово, да ги презентира нив, промовира нив и така натака и така. Сакам да кажам дека тоа е моментот на One Stop Shop. Или по суштина, извинете, тоа е едношалтерски систем. Едношалтерски систем. Да, на македонски тоа би едношалтерски систем. Добро. Овие работи што ја кажувате се доста амбициозни. И велите дека Македонија ви е тесна, вие размислувате за 7 милиарди купувачи. Да се реализира тоа треба многу знаење, снага, искуство. Има ли во Македонија доволно квалитетен кадар за да ги реализирате овие ваши зацртани цели? И очигледно сами двајца не можете. Ви требаат асистенти, помошници, соработници. Има. Има ли? Мора да се каже дека има, само малце се такви цвеќенца. Значи ние треба и многу е тажно што многу си отидоа. Значи такви луѓе кои што, значи имавме многу голем, нели, одлив на мозоци кои што сериозно, еве одличен аспект ја кажувам, сериозно сметам дека и на штетија на некој начин на државата. Ние сме 20 години држава, младо државиче кој што уште бебешките чекори ги правиме и сега ни треба најголемата сила и најголемото знаење како да ги поставиме темелите, нели, да не се играме држава, дека ние у моментов малку и се така играме, детска градинка ние и се играме, се учиме ние држава да правиме. Многу има, меѓутоа сепак има стварно многу паметни, многу креативни, многу иновативни луѓе кои што не им е дадена шанса. И сметаме дека, нели, со поврзување, со консолидација, бидејќи имаме ние еден многу сериозен проблем у Македонија, консолидација, односно неконсолидацијата не уби. Да. Ние сме 2 милиони луѓе, значи една шака народ, што се вика, ние ќе се јадеме меѓу себе, ќе се изедеме. И тоа е страшен негативен момент кој што ни се случува генерално, а ние да се собереме тука и да направиме нешто заеднички, Швајцарија ќе бидеме. Па, ова што сега го спомна отвара еден друг проблем, а тоа е кој може да го направи тоа што сега го кажа, да се консолидираат луѓето меѓу себе.
Па ваѓа секој помалце. Да. Треба да се почне, не е веројатно со целата, ама да. Во вашава работа, маркетинг, продажба, консалтинг, имате ли конкуренција во Македонија? Имате ли некои кои се среќавате на отворен пат, па се судирате и така натаму? Па, и ја и Петар имаме еден став дека не дека ние немаме конкуренција, него не ги гледаме луѓето како конкуренција. Значи, мене има придано неколку луѓе кои што, вие сте конкуренција, вие сте не конкуренција, викам, не викам. Ако работиме заедно, можеме да видиме многу појаки. Значи, ако ја свртиме така работата, како концепт Македонија експорт, за жал нема конкуренција во Македонија, па и веројатно и во регионот. Барем до сега не сме сретнали, каде што вие имате место на One Stop Shop, каде што ние им нудиме интернационален надворешно комерцијално оделение, надворешен пазар им нудиме на фирмите, значи тој нетворк што го имаме направено, таа мрежа што имаме направено во Македонија и надвор од Македонија, таа е јачината на Македонија експорт. Ние тоа викаме, ние сме креативен хаб и сме нетворк кој што спојуваат одредени, значи ние за намали внатрешен долг, тоа се зафракаваме, значи беа на самата промоција беа трите комори, представници на трите комори на највисоко ниво. Значи дојдаа тука, седнаа до нас, правеа муабет. Значи немаме проблем ни со едната, ни со другата, ни со третата, ни со четвртата комора. Во било која владина институција немаме никаков проблем заради тоа што пак ќе се вратиме дали на почетокот на нашиот разговор. Кога ќе понудите квалитет и кога имате цело време квалитет, луѓето ќе ве препознаваат. Ама тоа што па немаме конкуренција, тоа што немаме нешто слично на Македонија експортов дека на македонскиот пазар, па и нас на некој начин ни прави. Ние отежнува работа. Немаме од кого да учиме. Не знаеш од кого да учиш, него немате стимулација да се борите со некого, а? Имаме стимулација за да си ги реализираме своите работи, меѓутоа многу тешко на почеток посебно ни беше немаме од кого да научиме. Ако отворивме адвокатска канцеларија, окей, ќе го прашам. Ако отвориме маркетинг агенција, ќе видиш како е што. Ако отвориш самопослуга, ќе видиш од комшијава, ќе видиш како што е. Ние немавме од кого да научиме, ние немавме од кого да украдеме знаење, што се вика, значи целиот пат сами го пробивавме и уште, нели, до некаде го пробиваме. А од аспект на конкуренција може како концепт да немаме, меѓутоа ние во секој сегмент имаме. Така, не знам, дали било за книга, дали било за ајвар, дали било за дрвна индустрија. За консалтинг има, нели, многу фирми во Македонија кои што нудат консалтинг услуги. Не сега во каква форма, дали нештото и ние што го нудиме, може би помалку или повеќе во некои сегменти, ама повторно си постојат, нели, да речеме во тие сегменти конкуренција. Разговоров доста интересен, времево ни помина. Почитувани гледачи, сега полека ќе завршиме емисијата со моите гости Калин Бабушку и Петар Лазаров, Македонија експорт и Македонија консалтинг. Како шлаг на торта, Лазаров, што би кажал? Како последно нешто? Да. Дека мора да се менуваме и дека мора да инвестираме во знаење, бидејќи тоа е нешто кое што и двете се неминовни за долгорочен успех. Бабушку? Ти ги украдов? Не ми ги украдов, него дополнително на тоа е имплементацијата. Што ние цело време ја зборувам. Што значи тоа на македонска имплементација? Реализација, значи да, едукација, ама тоа што си го осознал, што си се едуцирал, имплементирај го. Ако направиш нешто, имплементирај го. Што тука ние ги имаме тие проблеми. Поштувани гледачи, ја завршуваме оваа емисија со англиканизми. Имплементација значи реализирај го. Им благодарам на моите гости, а вам ви посакувам со нашата програма да го поминете остатокот од оваа вечер. Репризата на оваа емисија е во вторник во 21 часот. Пријатно и до гледање.